Законските измени ги ставија стечајците во неизвестност, ке се радуваат ли овој пат сите на сигурност и на паричен надомест од државата. Според сегашниот предлог за измени и дополнување во така наречениот стечаен закон, истиот би требало да се однесува на сите работници независно од тоа дали договорот за вработување бил склучен на определено или неопределено време и дали престанал по волја и вина на работникот. Допунат измените за предлог закон на стечајните ќе се решава после 20 август. Ова мора да го напоменам дека треба само да не е сменет матичен број на фирмата. Другото, секи си биде. Ако е сменет матичен број на фирмата, тешка работа. Ова е предлог на владата, но до целосна имплементација на законот има уште многу и тој треба да мине низ собранието пред да се објави во службен весник. Неговото излегување го очекуваат најмалку 500 стечајци од регионот. Штип е поголем, Кочани е тука приближно, а Пробиште, пошто ја ги уредувам, там мал дел се. Не се многу, мал дел се. Оти грото добијат, рудници добијат, има некои фирми што се конфекцијски, тука е тај проблем ми. Иначе другите фирмите што за злето, тоа рудници, тие се добија. Ова е големо исчекување за стечајците кои чекаат на обештетување и тие час поскоро бараат информација повеќе. Истите ќе можат да ги добијат веќе во понеделник на редовна средба во големата сала на општина Штип закажана за 10 часот.